Последните податоци покажуваат дека не сите функционери пријавиле промена на имотот и не доставиле анкетен лист за имотната состојба. Од Државната комисија за спречување корупција истакнува дека обврската важи за сите новоназначени избрани функционери и службени лица согласно Законот за спречување корупција. Тоа значи дека освен градоначалниците обврска да достават анкетни листови за имотната состојба, имаат и членовите на Советот. Во моментот во управата за јавни приходи се води повеќе активни предмети за функционери и службени лица согласно Законот за спречување корупција, а добиени се и нови барања од Државната комисија, а од страна на УЈП иницирани се постапки за десетина случаи. Од комисијата информира дека секој избран или именуван функционер, одговорно лице во јавно предпријатие, јавна установа или друго правно лице кое располага со државен капитал, службено лице во државните органи, во општинската администрација има обврска да пополни анкетен лист. Содржината и форматот на образецот анкетен лист ги пропишува Државната комисија за спречување корупција, истиот може да го преземаат од веб страницата, а тој треба да содржи детален опис на недвижниот имот, подвижните предмети од поголема вредност, хартија од вредност и побарување и долгови, но и друг имот што е во негова собственост или собственост на членовите на неговото потесно семејство. Паралелно од оваа институција тврди дека и по завршувањето на мандатите, избраните функционери треба да достават анкетни листови со цел да се утврди разликата во имотната состојба.